Продолжуваме со вториот дел од вежбите за глаголот werden. Во ова видео ќе вежбаме за werden als Hilfsverb или како помошен глагол и werden in futur или глаголот werden во идно време. Овие вежби се поврзани со првиот и третиот дел од предавањето за глаголот werden и прво можете да ги гледате тие видеа, потоа за полесно да ги совладате овие вежби. Ке започнеме да прочитаме на што се делеше глаголот werden. Прво имавме како главен глагол, како помошен глагол, потоа in Vergangenheit или во минато време, in futur во идно време, и за следното видео ќе ни остане werden во пасивни реченици и во конјунктив 2. Значи на денешното видео имаме за werden како помошен глагол и werden во идно време. Бидејќи најчесто глаголот werden, кога се користи како помошен глагол, опфаќа идно време, поради тоа во ова видео ќе извежбаме само реченици поврзани со идно време тип 1 и тип 2. За почеток futur 1. Можеме да започнеме, ќе дадеме околу 25 реченици како пример. Ich werde mich nach einer anderen Stelle umsehen. Јас ќе си разгледувам друга позиција. Schlechter als hier werde ich es nirgends finden. Полошо од овде нема никаде да најдам. Трета реченица. Ich werde erst in der Nacht fahren. Јас прво во ноќта ќе возам. Следен пример. Ich werde zu meiner Familie fahren. Јас ќе одам кај мојата фамилија. Второ за второ лице еднина. Продолжуваме со du. Например, du wirst genauso draußen liegen wie er. Ти ќе лежеш надвор исто како него. Du wirst bald einen neuen Freund finden. Ти за скоро ќе најдеш нов пријател. Du wirst mir in 5 Minuten folgen. Ти мене ќе ме следиш за 5 минути. Vielleicht wirst du im Gefängnis landen. Може би ти ќе стигнеш во затвор. Овие беа примери за второ лице еднина. Продолжуваме со трето лице еднина, односно за er sie es. Прв пример. Bald wir er allein gelassen. Наскоро тој сам ќе остане. In spätestens 2 Minuten wird man sie verhaften. За најдоц на 2 минути ќе ве уапсат. Sie wird Ihnen in diesem Punkt nicht folgen. Таа нема во оваа точка да ве следи. И уште еден пример за трето лице еднина. Wird ein reicher Mann werden. Тој ќе стане богат човек. Продолжуваме со плурал или множина. Прво лице множина, wir. Wir werden den anderen passen. Ние на другите ќе му одговараме. Wir werden dort so lange warten. Ние таму долго ќе чекаме. Значи сите овие реченици зборуваме во идно време. Wir werden in dieser Nacht nicht allein sein. Ние во оваа ноќ нема да бидеме сами. Значи како што гледате, futur 1 или идно време тип 1 се формира со глаголот werden, кој стои најчесто на втора позиција во конјугирана форма, и уште еден глагол, кој е главен глагол во таа реченица, стои на крај на реченицата во инфинитив. Подетално за ова гледајте го предавањето. Wir werden nicht so lange Freunde brauchen. Нас нема долго да ни требаат пријатели. Второ лице множина. Ihr werdet eine Vorladung erhalten. Вие ќе добиете судска покана.
Ihr werdet Probleme mit meinem Bruder bekommen. Вие ќе добиете проблеми со мојот брат. Aber ihr werdet das alles mir erzählen. Но вие ова ќе ми го раскажете на мене. Ihr werdet das nicht mehr erleben. Вие нема да го доживеете ова повеќе. И за Futur 1 ни останува уште трето лице множина. Ќе дадеме 4 примери. Sie werden das Buch leicht finden. Вие лесно ќе ја најдете книгата. Или тие лесно ќе ја најдат книгата. Sie werden uns ein paar Details geben. Вие ќе ни дадете на нас неколку детали. Sie werden das Geld nie bekommen. Тие никогаш нема да ги добијат парите. Sie werden sofort zur Polizei gehen. Тие веднаш ќе одат во полиција. Се надеваме дека за Futur 1 ова беа доволно примери. Во следните неколку минути ќе продолжиме со werden als Hilfsverb in Futur 2 или werden како помошен глагол во идно време тип 2. Ова идно време тип 2 малку посложено се формира. Прв пример, ich werde das teuerste Getränk bestellen haben. Јас ке го имав порачано најскапиот пијалок. Ich werde meine Eltern sagen, wo wir abgestiegen sind. Јас на моите родители ке им кажев каде сме слегде. Одиме со трет пример. Ich werde einige Zeit in London geblieben sein. Јас ке останував во Лондон некое време. Wann werde ich das Geld bekommen haben? Кога ќе ги добиев јас парите? Продолжуваме со второ лице еднина или со du. Du wirst immer Deutsch gesprochen haben. Ти секогаш ќе зборуваше германски. Du wirst sicher daheim angekommen sein. Ти сигурно во родниот крај ќе стигнеше. Иако даваме често голем број на примери за идно време тип 2, во говорниот јазик ретко се користи. Сепак, граматиката треба да ја знаете. Bis morgen wirst du eine Freundin gefunden haben. До утре ти ќе најдеше девојка. Du wirst dieses Problem verstanden haben. Ти ќе го имаше сватено овој проблем. Одиме со трето лице еднина. Das wird sich sicher nur eingebildet haben. Тој сигурно само ќе си го замислел тоа. Karl wird Klaus angeholfen haben. Карл ќе му помогнеше на Клаус. Sie wird die Hausaufgaben geschrieben haben. Таа ќе ја напишела домашната работа. Bastian wird sich über die Schule gefreut haben. Бастијан ќе си се радуваше за училиштето. Одиме со трето лице еднина, односно со прво лице множина. Wir werden bald zusammen gereist sein. Ние скоро заедно ќе патуваме. Wir werden in der Fitness geblieben haben. Ние ќе имавме останато во фитнес центарот. Wir werden 19 Uhr abgeflogen sein. Ние во 19 часот ќе полетавме. Wir werden das Lebensmittel gefroren sein. Ние ќе ги замрзнувавме намирниците. Второ лице множина, ќе дадеме исто 4 примери.
Прва реченица, Ihr werdet die Kleidung geordnet haben. Вие ќе ја подредувавте облеката. Ihr werdet ein Brot gebraten haben. Вие ќе имавте печено еден леп. Ihr werdet aus Poland gekommen sein. Вие ќе дојдевте од Полска. Ihr werdet den Ball meines Bruders genommen haben. Вие ќе му ја имавте земено топката на мојот брат. И уште за трето лице множина ни остануваат 4 реченици и завршуваме. Sie werden ein Zeichen gesehen haben. Тие ќе имаа знак видено. Sie werden im Regen gerannt sein. Вие ќе трчавте на дождот. Трета реченица, Sie werden im Winter Ski gefahren sein. Вие ќе скијавте во зима. Sie werden nach Mazedonien gereist sein. Тие ќе патуваа кон Македонија. Тоа беа примерите за денес. За крај ќе направиме мала вежба во која ќе провериме дали сте научиле. Имаме една реченица во презенс или во сегашно време и тоа их леане über Medizin, јас учам за медицина. Потребно е со помош на глаголот werden како помошен глагол да ја формирате истата реченица во Futur 1, а потоа во Futur 2. Имате неколку секунди, потоа ќе ја решиме заедно. Дали сте готови? Во идно време тип 1, истата реченица би била Ich werde über Medizin lernen. Јас ке учам за медицината. А во идно време тип 2, Ich werde über Medizin gelernt haben. Јас ке имав учено за медицината. Уште една вежба, исто во сегашно време, am Freitag räumt sie ihr Zimmer auf. Во петок ќе средува таа нејзината соба. Во оваа реченица имаме деллив глагол aufräumen. Во Futur 1, am Freitag wird sie ihr Zimmer aufräumen. Во петок таа ќе ја средува нејзината соба. Am Freitag wird sie ihr Zimmer aufgeräumt haben. Во петок таа ќе ја средуваше нејзината соба. Тоа беше се за денес. Се надеваме дека видеото ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк и ако имате прашање, слободно пишете коментар. Не заборавајте да не следите и на Инстаграм. Се гледаме во следното видео кој ќе биде исто за глаголот werden, но овој пат во пасив и конјунктив 2.